повторно се вратиме тука во нашата ТВ училница. Сега имаме час за второ оделение. За второ оделение општество на тема сообраќај и содржината ние јас сум учесник во сообраќајот. Интересно. Да почнеме со презентација бидејќи имаме активности. Веднаш, само една секунда, ми дозволите? Нема проблем. Ете го. Опа. Ајде, вака сега гледате еден лавиринт и значи возилото, тоа е превозното средство. Кое е превозно средство? Тоа е камион. Камионот кој е товарен треба да стигне до градилиштето каде што ќе треба да го истовари бетонот или песокот. А наша задача ќе биде значи да видиме како безбедно ќе стигне камионот до градилиштето. Што мислите вие? Како треба да се движи по овој лавиринт за да стигне безбедно за да го пренесе и да го однесе бетонот? Секогаш треба да бара каде има зелено светло. Да. Значи каде има зелено светло. Значи ајде да видиме како ќе се движи. Значи од кај ќе почне? Од таму, значи по улицата. Така. Продолжува. Тука има зелено светло. Така е фаќат. Опа. Ке вратиме. Значи, многу е нежен. Многу е нежен. Овој наш телевизор. Телевизор, да. Да. Значи продолжуваме тука, после кај треба да се движи, што мислите? Нели надоле? Надоле. Десно. Право, значи. Право, тука сега ќе влезе доле. Таму има црвено светло. Така, има црвено, тоа ваму да Јас ќе го превзем од овде за да може да гледаат печињата. Еве, одиме овде. Опа, овде е црвено, не? Не. Овде е жолто, не? Еве ми го покажа патот. Ти го покажа патот, овде доле. Идеме доле. И стигнавме до зградата. Да, така е, стигнавме до зградата, браво. Значи тоа го направивме заради тоа што ги пратевме сообраќајните знаци. Така, ги пратевме сообраќајните знаци кои што не зборуваат, но нешто ни кажуваат. Така е. Што ни кажуваат како безбедно треба да се движиме по улица и по пат. Ајде да продолжиме понатаму. Значи ова е веќе кажавме. Темата. Сега темата ни е сообраќај. Значи, кога ќе ви го кажам зборот сообраќај, на што вас ве асоцира? На некој друг збор кој што ќе го поврзите со сообраќај? Автомобили. Добро. На автомобили. Може, автомобили. Сообраќај. Ред. Не? Ред. Ред? Како ред? Како ред? Ред. Треба ред да има во Треба да има, сообраќајот. ред да има во сообраќајот треба. И како тој е редот. За да бидеме безбедни. За да бидеме безбедни се разбира. Сигурно? Друго. Некој друг збор? Што имаме тука сега? Јас ќе ви ги покажам. Има многу. Па имаме семафори. Имаме, Така. Така. Знаци. Знаци. Имаме Имаме и улици. велосипеди исто во Имаме сообраќај. и велосипеди. Пешачки премини. Пешачки премин. Значи имаме многу. Има многу работи. Работи. Сообраќај, Сообраќајен полицаец. пешак. Имаме и легнат полицаец. И легна, да, браво. Воз. Воз, да. Автомобил. Автомобил. Авион. Авион. Сообраќајни знаци. Пешак. Кој е пешак? Ние сме сите пешак. Ние сите сме пешак. Улица, Два пати пат. сме. Пешачки премин и семафор. Значи, дознавме многу зборови кои што се поврзани со темата сообраќај и сега треба да ги дефинираме, да видиме кој што како ќе ги дефинираме, значи како што значат тие зборови. Ајде. Продолжиме понатаму. Ајде. Сега тука бидејќи сите ние сме учесници во сообраќајот и треба нешто да научиме или да знаеме. Што е коловоз и тука на сликите, значи ни е прикажен коловоз. Еве го, ова е коловозот тука кај што се движат возилата. Да. Така. Улиците обично се наоѓаат во населените места, а патиштата се надвор од населените места и тие ги поврзуваат градовите и селата. Вие сигурно сте патувале. Секако. И по патишта и по улици сте по патувале. патишта и по улици. А сте движите по улица? Се разбира. Играте топка на улица? Не, топка не се игра на улица. Топка се игра на игралиште. На игралиште. Или во ливада или на полјана. И да. Продолжиме понатаму. Да видиме, еве го едно девојче, учениче, значи оди на училиште. Може би на друго место. Може да. Да. Да видиме, се движи на едно определено место кое што сите го знаеме и сме се движеле, тоа е тротоар. Тоа е, значи, место на кое што се движат пешаците. Продолжуваме понатаму. А ова е веќе нешто друго. И ова сите го знаеме и сме го газеле, да кажем. Сме поминале. Да, на зебрата сме поминале. Точно. Да. Значи пешачки премин и е дел од, значи коловозот каде што
пешаците ја поминуваат улицата и патот. Тие имаат предност, нели, тогаш кога... Така. Значи, ако има некој автомобил и е на пешачки, треба да тие види? ќе застанат и ние ќе си поминеме. Да, ние треба да внимаваме. Се разбира, лево ние да па десно. внимаваме. Да, ќе видиме Тие што понатаму. возат. Така. Сега велосипеди возите сигурно. Да. Се разбира. Да. За здравје, за За здравје, за виталност. разумно, да. Така. За се тоа. И многу побрзо можеме да стигнеме секаде со велосипед. Да, нема чекање. Нема чекање. Полека си се Да. движиме и си стигнуваме каде што сме тргнале да стигнеме. Значи, ова е веќе велосипедска патека. Вие знаете, во нашиот град веќе имаме велосипедски патеки по кои што ни треба да се движиме со нашите велосипеди. Значи, исто е дел од коловозот и е наменет, велосипедската намената за движење на велосипеди. Веќе ова ви е познато, значи тоа е крстосницата и кадеш е место, значи каде што се вкрстуваат две или повеќе улици. Тука поминуваат многу возила и пешаци, тоа знаеме дека на крстосницата по улиците, по патиштата поминуваат многу возила. И кој го управува сообраќајот? Значи го управува семафорот на крстосницата. А кога не работи семафорот, се појавува сообраќајен полицаец и тој ја раководи. Така. Кој има предност, кој не. Кој нема предност, така, го регулира сообраќајот кој има или кој нема предност. Така? Продолжуваме понатаму. Сега еве го тоа што го зборувавме. Значи сега треба да видиме како ќе се однесуваме ние како пешаци во сообраќајот. Кои правила ќе ги научиме сега правилата за да безбедно се движиме по улица, по пат или во сообраќај. Прво што треба е застануваме. Така. Јас ќе читам, ние ќе го јас ќе го правам. Јас го профилирам. Ајде. Прво е застанувам. Хоп. Така. Стоп. Второ, погледнувам лево. Лево. Браво. Трето, погледнувам десно. Четврто, повторно погледнувам лево. Да, не видов добро. Десно. Не видов добро. Ја поминувам улицата на пешачки премин. Јо. Така. Браво. Ако улицата нема пешачки премин, ако улицата нема пешачки премин, исто повторуваме правилата за поминување безбедно за да стигнеме на другиот на спротивната страна. Одлично. Сега, каде безбедно треба да знаеме како безбедно и на кое место треба да играме како ученици, како дечиња. Тука веќе имаме слики, имаме сигурно секој ден, бидејќи сега ни се празни училишните дворови, но кога ни беа полни беше голем чагор и прекрасно беше кога имаше ученици. Сега баш наваму кога доаѓав, бев во училишниот двор, нема никој. И многу е тивко и неубава слика е. И тоа е тажно, ама ќе се вратат. Ќе ни се вратат, да, и тоа повторно е ќе си играат. безбедното место каде што учениците играат, исто е во своите семејни куќи, значи во дворот на семејните куќи, во парк може, на ливада, на детско игралиште, значи има безбедни места каде што учениците, тоест дечињата можат слободно да си ги играат своите игри. И тие места не се улици. И не се улици, да. Нема сообраќај. Нема сообраќај, така. Сега. Понатаму, значи како се движиме на улица и пат без тротоари? Само наставнички вака да ве гледаат поубаво децата кога објаснувате. Добро. Намерите. Значи, без тротоари пешакот се движи од левата страна. Бидејќи возилата му доаѓаат од десната страна и тој ги гледа. Точно, да. Да. А кога има тротоари, тогаш се движи пешакот по десната страна. Така. Значи, кога нема е по левата страна, за да ги гледаме возилата, а кога сме на тротоар, веќе по десната страна. Сега имаме безбедно и небезбедно однесување. И нешто многу важно. Значи, тука гледаме две слики. И баш е тука случајот тој што го зборувавме. Да, случајот кој што го зборувавме сега. Дека, значи, на улица ние не треба ни да возиме
велосипедот, ако веќе нема велосипедска патека, што мислите, каде ќе го возиме? Ако веќе нема велосипедска Кај треба патека, правилно да го возиме, ако нема велосипедска на тротоарот, кај што минуваат пешаците, кај што се движат? или на на- самиот крај од коловозот, на десната Така. страна од коловозот. Така, на самиот крај, значи блиску до тротоарот. Блиску Што до поблиску тротоарот, да. Така е. Еве овдека има несовесни дечиња кои што несовесно се однесуваат, И може играат- да се повредат Може кога да. вака прават. Така е, да. Но во првата слика веќе гледаме дека си играат во парк децата. Значи, улицата и патот не ни се игралишта, тоа не е многу важно. Ајде да видиме што е тука правилно и тоеш безбедно или не безбедно. Одма Кој е? гледаме дека Безбедна? левата слика е Да. безбедно однесување, бидејќи детето се движи по зебра, односно пешачки премен. Така. Ваму на десната слика не ми се допаѓа Како поминува улицата, како така? поминува улица, да, многу неодговорно. Многу неодговорно. Трча, сака да ја помина, веќе што се случува? А веќе се доближува се доближува, автомобилот. да. Може Страшно ќе се е, повреди, страшно е, страшно да, е, не не можам треба да го вака. гледам. Не Да. треба вака. Така. Ајде да видиме и тука. Што мислите? Тука имаме едно учениче со мајка му. Се симнало од автобус. И секогаш сега кога ќе се како- симнеш од автобус, треба од задната страна да поминуваш, не пред автобусот, како во Така. десната слика. Тоа не е безбедно. Така, точно така, не е безбедно. Значи, кога веќе автобусот, значи може и да трне ние позади него, треба да ја поминеме улицата внимателно. Многу внимателно. Сега исто и овде. Што мислите? Па побезбедно е да го држи своето дете за рака, претпоставувам. Така, да, побезбедно е. Него да го Да го пусти, бидејќи може ќе се затрче или ќе се сопне или нешто. Така, значи треба да внимаваме. Кажете ми, професор, ќе имаме ли уште полно? Ова е готово и уште една активност имаме и толку. Ај уште само да ги разгледаме овие слики. Веќе тука гледаме дека е неубава дека ситуацијата и не е безбедна. Зошто? Зошто овие веќе тука има караница, тука има трчаница, тука има разговор. Каде што? Насред коловоз. Насред коловоз, да. Од сите тука- места насред коловоз. Да. Овдека, што мислите, што е безбедно? Само безбедно. Што е безбедно? Да, од овие слики тука. Безбедна е првата слика. Така, Четвртата, бидејќи си играат во парк, каде што треба да си играат, претпоставувам. Да. Па сите слики Безбедна Ова и и ова. петтата. Да, и Така. петата слика. Да. А шестата не бидејќи се вози се пешачи по Така, велосипедска да, патека. сега видов. Така. Учителке, за жал ние ќе мора да завршуваме и да одиме со голем одмор, бидејќи ќе ни звони звончето. Меѓутоа може да им дадеме домашна задача на децата како да вака. поменуваат улица, Да. така? Да, значи за домашна задача јас би дала бидејќи ние имавме една активност која што беше мапа, изготвена мапа која што им ја нацртав на дечињата па да видат можеби они да се нацртат во тетрадка, а може и на хамер. Може. Ете пример од мапата. Да, на мапата и тука имавме еден дом во кој што живеат 3 дечиња и секој детенце требаше да се движи по оваа мапа за да стигне безбедно до својата локација. Едното требаше до маркет да оди, другото до училиште, третото до парк. Баш интересно. прекрасна беше активност, баш ми е жал активност што за нема нив, да А успееме. можете и дома да си ја направите еве вака и нека се движат по нивната мапа замислена каде што сакаат да одат. Ние сега кога дури трае нашиот голем одмор ќе ја правиме точно таа активност и ќе ги носиме децата кај што треба да одат. Жал ми е што нема да посведочите, но можете дома да го правите истото вие. Сега е време за голем одмор, тоа беше нашиот час. Се гледаме после. Се враќаме.